Во својата книга Ехо, има ли некој таму? Еден од најуспешните норвешки писатели, Јустайн Гордер, раскажува за Јоаким, мало момче кој еден ден го сретнува својот врсник Мика од далечната планета Елој. Мика паднал од метеор на некоја јаболкница на планетата Земја. Иако книгата е за деца, таа содржи точно филозофско согледување за тајната и потеклото на животот. Тоа што се дефинира како израз на детската љубопитност, сушност е предмет на астрономијата и астрофизиката. Науката ја наблюдува се повеќе и повеќе Вселената со помош на расположливата техника, телескопите и сателитите, со цел да најде траги од вонземни цивилизации. Но и да има такви цивилизации, заради огромното растојание, контактот со нив е невозможен. Дали тоа значи дека ќе останеме за секогаш сами во бескрајната Вселена? Има ли некој таму? Тоа е прашањето што го поставуваат преживеаните во нуклеарната катастрофа во играниот филм Денот потоа. Дури и без колосалната атомска катастрофа или истражувачка љубопитност, оваа прашање го поставува секој човек што цирка за работ на сателитската чинија на својот мал свет. Кој е потеклото и смислата на животот? Но тука мораме да признаеме дека многу е полесно да прашаш отколку да одговориш на оваа прашање. Проблемот е во тоа што секогаш знаеме од каде би можеле да го очекуваме надежниот одговор. Науката очигледно не е во состојба да го даде одговорот на оваа прашање во догледна иднина. Филозофијата го оставила занимањето со трансцендентното во минатото, а религиите се занимаваат со задгробниот живот. Поради ова, многумина потполно се откажале да ја бараат смислата на животот. Христијанската вера експлицитно не охрабрува и упорно да поставуваме прашања за Бог. Старозаветните пророци ја повторуваат Божјата покана. Ке ме побарате и ке ме најдете, ако ме побарате од се срце. Ке ме најдете, вели Господ. Запишано во библиската книга на пророк Еремија, 29 глава, 13 и 14 стих. И уште едно ветување за оние што ќе ја прифатат поканата. Побарајте ме и ќе бидете живи. Тоа го пишува Амос во својата книга, запишана во Библијата, во 5 глава, 4 стих. Можеби ќе ги прифатиме овие зборови со надмен скептицизам, да ги прифатиме како побожни разговори и да го избегнеме предизвикот како и можноста за избор. Од друга страна, би можеле да се запрашаме како конкретно изгледа тоа барање. Со други зборови, како би можеле да го откриеме Бога. Ако прифатиме дека Бог не е далечен, недостижен дух во Вселената, туку соговорник, добронамерен кон нас, тогаш древните пророчки зборови би одекнувале во нова светлина. Апостол Павле дебатирал со филозофите во негово време во атинскиот Аеропаг. Темата е Бог. Желбата на Павле е луѓето да го бараат Господа, та да би можеле некако да го насетат и најдат, иако тој не е далеко од секого од нас, зашто ние преку него живееме, се движиме и постоиме. Запишано во библиската книга Делата на апостолите, 17 глава, 27 и 28 стих. Тоа треба да биде прво и најважно убедување на христијаните. Живиот и личен Бог не постои само во мисловниот свет на човекот. Бог сака да биде во контакт со човекот. Секој може да го почувствува и да го доживее лично. Каде и како би можеле да го откриеме, да го почувствуваме и да го запознаеме? Светото писмо е основа на христијанската вера. Светото писмо е света книга преку која Бог ни се открива нам. Можеме да имаме личен контакт со Бога непосредно и во секое време. Библијата е најважната книга која дава одговор на суштествените прашања за потеклото и смислата на животот. Тоа не го прави преку филозофски расправи кои обичниот човек не може да ги разбере. Библијата тоа го прави преку вистински истории за луѓе, семејства и народи, исполнети со живот и емоции. Ве повикувам да си набавите Библија и да почнете да ја читате со цел да го запознаете Бога. Молете се Бог да ви се открие лично во вашиот живот. Ако го бараме тоа од Бога,
тој тоа ќе го направи и ќе можете лично да го искусите неговото присуство во вашиот живот.